Центарот за граѓански комуникации од Скопје го објави индексот на активна транспарентност за 2016 година. Истражувани се 97 институции, во најголем дел локалните самоуправи, но и ресорните министерства. Генерална оценка од истражувањето е дека општините имаат подобра активна транспарентност во поглед на министерствата, што говори и фактот дека на првите 18 места се локални самоуправи, а првото министерство е дури на 19-тото место. Општина Штип се наоѓа на 10-тото место и спаѓа во групата на општини со добра активна транспарентност. Високата оценка која Штип ја има во последните 6 години на планот на транспарентност е резултат на поголемата отвореност кон граѓаните и медиумите и на воведените принципи на соработка и контакти со медиумите и јавноста. Од 29 август 2009 до 31 декември 2016 година, значи за некои 7 години и 4 месеци, издадени се над 1450 дневни електронски билтени, испратени се над 9000 СМС пораки до новинарите, дадени се над 2500 изјави, издадени се над 150 соопштенија и сервисни информации, потоа одржани се над 250 пресконференции и брифинзи за новинарите, подготвени беа 2 стратегии за комуникации и 5 годишни програми за комуникации, како и комплетно е редизајнирана интернет, односно веб страницата на општината, на која ги има речиси сите сервиси, услуги и информации за граѓаните, со што општина Штип го следи светскиот тренд на достапност на информациите за незината работа. Од вкупно 8 региони во нашата држава, источниот регион е на средина, односно на 4-тото место со 45,2% резултат, каде според пристапот до информации Штип е на првото место, а понаследат Проби Штип, Берово, Делчево, Кочани, Чешиново, Облешево, Македонска Каменица, Виница, Пехчево, Зрновци и последна општина која најмалку соработувала со медиумите и јавноста е соседната општина Карбинци. Секако, ваквото ниво на транспарентност и ваквата висока оценка немаше да биде можна без учество и поддршка на колегите новинари од Штип, регионот, вклучително и дописничката мрежа, кои во континуитет соработуваа со нас, за што лично, а и од име на општината сакам да им се заблагодарам за досегашната соработка. Инаку, истражувањето е направено врз основа на податоците кои општините и министерствата ги имаат на веб страниците, но и од одговорите на прашалници кои се концентрирани пред се на неколку сегменти, а тоа се пристап до информации, информации за надлежности и за услугите и за буџетската и финансиската транспарентност.